На почетокот би сакал да ви се заблагодарам вам на представниците на медиумите, заради тоа што целиот овој период на нашето работно лето не покривавте за време на сите наши активности, вклучително и денеска тука во Битола. Социјалдемократскиот сојуз својата завршница на работното лето ја има тука во Битола и во периодот кој го поминавме, разговаравме со околу 150.000 граѓани, поминавме многу села, многу градови. Само за подсетување почнавме во Струмица, поминавме во Велес, во Штип, во Куманово, во Крива Паланка, во Богданци, во Охрид, во Ресен, во Крушево, во Кавадарци. Сега сме тука во Битола, каде што е завршницата на оваа етапа од проектот Работно лето. На средбите кои ги остваривме со граѓаните, тие дадоа силна поддршка на нас како политичка партија, меѓутоа исто така ги истакнаа и своите проблеми со кои секојдневно се соочуваат. Денеска сме тука во Битола, каде што после оваа пресконференција на Широксока ќе заминеме и во општините Могила и Новаци, меѓутоа и во голем број села и населени места низ Битолско. Утре продолжуваме урбаниот дел на градот и како што верувам добро и знаете, утре во 20 часот и 30 минути од мотото Крени глас за едината ќе го држиме нашиот протестен собир тука во Битола, каде што ќе го промовираме нашиот кандидат за градоначалник на Битола, пратеникот и ваш сограѓанин Менде Диневски. Користам оваа прилика да ја поканам сите да ни се приклучите на овој протестен собир. Верувам во масовна посетеност и на овој протестен собир заеднички да го кренеме гласот за состојбите кои очигледно дека не чинат и во градот и во државата, и тоа исто така и да дадеме поддршка на нашиот кандидат за градоначалник на Битола. Исто така сакам да убедам дека ова е само првата етапа од еден проект кој ќе продолжи, односно ќе се надоврзе со проектот Врата до врата, под мотото Отвори врата за едината, каде што од понеделник натака ќе тропнеме на секоја врата, ќе поминеме во секој дом, во секој мало, да разговараме за проблемите со граѓаните и тие проблеми да ги преточиме во нашата програма, која ќе биде дел од нашата изборна платформа за локалните избори 2013 година. Уште еднаш ка користам приликата да ви се заблагодарам за се досега и вам и на граѓаните на Република Македонија на силната поддршка и да продолжиме понатаму, а сега користам прилика да го поканам вашиот и наш кандидат за градоначалник Менде Диневски да се обрати. Жртвите на транзицијата во Битола често ги реагираат. За еден сат ќе имаме собир на гледачите на ТАТ, кои што ги повика медиумите. Што и какви реакции очекувате, како тоа го доживувате како ваш предизборен аргумент? И второто прашање, како Капитал излезе една можност за предвремени парламентарни и локални избори во декември. Дали е тоа возможно? Прво би сакал да ви одговорам на првото прашање. Она што го прави ВМРО ДПМН на собствените луѓе е срамота. Ги шетаат од место до место, грубо ги злоупотребуваат и со тоа покажуваат дека немаат почет спрема ништо. Тоа е најопасната и најбесмислената работа што некој може да ја направи, ако ја може да има долгорочни штетни последици за државата. Логично е секаде во светот луѓето кои се незадоволни од живеачката да протестираат против актуелната влада, која патем речено не е избрана оваа година, 7 година е на власт. Тие сега ни носат луѓе кои треба да ни кажуваат што не чинило пред 20 години во државата. Некои од тие луѓе не биле ни родени тогаш за тоа време за кое зборува. Затоа им порачувам да престанат со бесмислената политика, со политиката на делби на собствениот народ, да ги остават луѓето и спонтаните протести да ги искажуваат онаму каде што е местото, пред институциите, да не ги тераат пред опозицијата, заради тоа што тоа ќе им се врати како бумеранг. А на сите оние луѓе кои ги злоупотребуваат, можам само да им порачам да бидат свесни што се оваа власт, нивна власт е спремна да им направи и на каков се начин да ги злоупотреби. Прашање е за што се утре нема да ги потреба. Во однос на вашето второ прашање околу можноста за предвремени избори, уште еднаш сакам да го реафирмирам ставот на Социјалдемократскиот сојуз. СДСМ е подготвен за избори во секој момент. Она што за нас е битно е да се создадат елементарни предуслови, изборниот законник е во процедура во парламентот, да се вградат забелешките на опции на ОДИХР. Според нас, првиот логичен термин за предвремени избори, повеќе пати сме повториле, е март, заедно со локалните, од многу причини.
и економски и практични, меѓутоа доколку се создадат услови и порано, доколку се промени изборниот закон и доколку се прифатат забелешките на опозицијата и на ОПСЕ и доколку се создадат услови за фер избори, ние сме спремни за избори веднаш.